Како изгледа пеколен ден за еден студент по медицина? Значи, денес е 5 декември и е судено да биде копниот ден кој што ние треба да полагаме интерна медицина прв колоквиум. Јас немам ништо добро да кажам за причината зашто ние полагаме прв колоквиум интерна медицина 5 декември. Затоа нема ништо да кажам, ама битно да знаете дека денес се дешава тоа. Сега, затоа што полагаме у термину кој што не е у никаква колоквиумска недела, ние мора да имаме предавање. Инаку предавање имаме само среда и петок и имаме по цели денови предавања, затоа што имаме 8 предмети, мора некаде да бидат сместени, бла 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 бла. И, значи, ние имаме предавање. Сега, денот идеше вака. Вчера бев на Influencer Awards. Не станав до многу касно, ама додека се вратив, додека се спакував, уште сум у Скопје. Се будам. И викам, окей, беше некаде 9. Викам, окей, ќе си одам, бла бла бла. Истуреше толку многу и беше таков хаос, што се десија многу непредвидливи работи, у кои што јас уште сум у Скопје, а сега е веќе 12:30. Нема врска. Ние од 12:15 имавме предавање по клиничка биохемија број 1. После, од 2, имаме предавање по дерматовенерологија. Јас направив многу лошо на колоквиумот дерма, имам само 6 поени. Не сакам и на тоа да коментирам моментално, затоа што и на тоа немам ништо добро да кажам. За вториот кога ќе учам ќе ви кажам. Тоа значи дека јас мора да присуствувам на сите предавања по кожна, за да соберам највеќе поени што можам, за да имам 42 поени, за да можам да полагам испит. Сега, најверојатно нема да стигнам на тоа предавање, затоа што не знам, луѓето изгледа добиваат напади на шо која врне. Хаос многу, јас носам 1 милион ствари, затоа што буквално у последните 2 недели само 2 дена бев у Штип, цело време сум у Скопје и не сакав ништо да носам дома и сега имам 1 милион ствари тука. Нема да стигнам на кожно, нема да добием поен кожно, освен ако не најдем некој да ме потпише и да се молам да не читаат. После тоа, у 4 треба да имаме прво кратко предавање интерна. Кратко предавање интерна ние досега немавме овој семестар. Тоа не постоеше. Имаме 19 теми само за прв колоквиум и ќе имаме предавање и кога ќе заврши предавањето, ќе почне колоквиумот, што најверојатно ќе биде, не знам, ако заврши предавањето 5:30, не знам како ќе се дешава тоа, ќе ни рече ли ајде сега сите излезете, па ќе ве читам, па ќе влезете или не знам како ќе се одвива тоа. Ама, да речеме, еве, ние почнеме да полагаме по некој чудо 5:30-6. Дали ќе полагаме сите заедно? Ќе не стават ли еден до еден така ќе не шушкат или ќе има 2 термина? Ако има 2 термина, тоа значи дека вториот термин ќе почува некаде од 6:30. Тоа значи дека нашиот колоквиум ќе заврши некаде у 7 вечер у петок. За да тоа биде уште побава, ние утре у 9 имаме инфективно. Мислам, зашо нема нешто, некаква просторија во која што ние може слободно да преспиваме на кампусот? Јас барав место за учење, не, мене ми требало место за преспивање изгледа. Така да, така изгледа еден пеколен ден за студент по медицина. Дали вакви пеколни денови има често? Да. Дали јас знам дека пак има вакви денови? Да. Дали ќе биде тоа многу наскоро? Обавезно. Дали јас ќе бидам помалку нервозна за следните тие денови? Апсолутно не. Тоа би биле тоа сите прашања кои што можам да ги одговорам во овој момент. И ќе се молам да заврши овој ден. Дали ќе одам утре? Не знам. Јас инаку имам тренинг на саботу 9. Дали ќе изберам тренинг или инфективно? Апсолутно немам идеја. Ќе видиме. Тоа е тоа. Јас се надевам дека сите имате подобар ден од мене и се гледаме у некое следно, се надевам, посрекно видео. Чао!